Леб денеска нема ни за лек, барем во Скопје, односно во поголемите маркети. Пекарите остануваат на ставот дека производство и испорака нема да има, постапување на сила на владината одлука за замрзнување на цената на 33 денари. Алфа и денеска направи обиколка во неколку маркети, каде јасно се гледа дека рафтовите зјаат празни, ама затоа преполни се оние рафтови со белите пецива. Во помалите фурни каде што се пече тазе бел леб, истиот брзо се троши. Граѓаните се револтирани, велат дека сами ќе си прават леб, барем оние повозрасните, зашто не сакаат никој да се богати врз нивниот грб. Нема леб денеска. Денеска е Рамазан. Нема леб никаде? Нема никаде леб. Ни леб, ни брашно. Па не е фер за народот. Гревата. На денешно време со мали пензии, со мали плати. Нема, не купив ништо. Празни се рафтовите? Па сега бараме, сега идам. Делам празни. Откако се замрзна цената на лебот, порасна и побарувачката на брашно. Дел од граѓаните панично купуваат, зашто сметаат дека и него наскоро ќе го нема. Вела дека ќе месат домашен леб и затоа го свртиле пола град за да купат брашно. Нема леб никаде, ги врачина се брашно купиш за леб да месиме. 15 кила купиш. Па што гледаме рафтовите празни се. Да, и не произведувале денеска, немало. Немам коментар. Во секој случај јас и сама си правам леб. Од мелничко-пекарската индустрија во телефонски разговор за Алфа вела дека се подготвени за разговор со институциите, но откако ќе добијат официјална покана, а не преку повик или апел, односно пресконференција. И додека во Скопје нема бел леб, дел од помалите пекарници од источниот дел на Македонија ја почитуваат владината одлука и ја намалија цената на лебот. Во Штип лебот се продава од 30 до 33 денари, велат тамошните пекари. Ние сме граѓани на оваа држава и треба да ги почитуваме законите. Да им излеземе во сусрет на граѓаните, бидејќи знаеме каква ни е економската ситуација. Како што гледам јас по маркетите кога прошетав дека сите се придржуваат до тие мерки, како ќе биде понатаму не знам. За сега во Штип цената се движи од 30 до 33 денари на лебот. Инаку недостиг на леб се случи ден по објавувањето на одлуката на владата да се замрзне цената на белиот и полубелиот леб по 450 грама на 33 денари. Сега останува отворено прашањето кој и зошто генерира лебна криза.